Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван министер. На само неколку дена пред најавената реконструкција на владата на Република Македонија, политичката партија Левица поднесува интерпелација втора за овие 2 години со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Малку е индикативно зошто е тоа така, индикативен е и датумот, но како и да е, тоа е нивно право. Побарав да проверам дали во претходниот мандат, откако се парламентарна политичка партија Левица, имаат поднесено интерпелација за минатиот состав на МВР, но немаат поднесено, што докажува дека тие биле задоволни со работата на тогашното министерство и немале никакви забелешки, па затоа и не поднесувале интерпелација. Но како и да е, интерпелацијата е демократска алатка која што ја овозможува деловникот на Собранието на Република Македонија. Но на што мене ми остави впечаток е самата интерпретација на интерпелацијата, која што се состоеше од лични навреди и предпоставки и обид за дискредитирање лично на министерот, па дури се замеша и делови од неговото семејство, што не доликува на нас како пратеници. Имате факти, бројки кои што треба да ги изнесувате, но тоа сепак останува на нив да го образложуваат на начин на кој што тие мислат дека треба да го образложуваат. Денеска во мојот говор јас ќе се обидам да го одбранам нашиот, нема потреба на министерот за внатрешни работи да биде бранет, затоа што има многу факти и аргументи, и ќе се обидам врз основа на пиларите кои што ги определив како да го срочам овој говор, колку што ќе ми дозволи времето, се разбира, да укажам дека оваа интерпелација е неоснована и не треба да биде прифатена, и не само што не треба да биде прифатена, туку министерот за внатрешни работи треба да остане министер за внатрешни работи. Прво, од начинот на кој што ги определив по важност и по ингеренции на Министерството за внатрешни работи е безбедноста на границите, се разбира заедно со армијата на Република Македонија, безбедност и обезбедување на поголема и поефикасна мобилност на границите, го кажа и повеќе мои колеги, го кажа и министерот, и сметам дека тоа е навистина добра работа, one stop shop со Србија, Косово, но не на начин на кој што претходната влада ги направи, па имате две граници, практично две кабини да поминете, туку на вистина еден one stop shop во тека со Албанија, а во напредна фаза е и преминот кај Маркова нога. Се сеќавате на оној премин кај Маркова нога на која што се слика и Димитров и Заев, а во тоа време очигледно некој го заборавил. Борба со криумчарење на мигранти, нешто што е навистина многу важно. И имате податоци, сите овие податоци кои сака може да ги погледне, тие се лесно проверливи и достапни на годишните извештаи на Министерството за внатрешни работи. Во 2024 година има 69, во 2025 година 49. Вкупно 827 сторители. За сузбиена е три групи на организирани за криумчарење на мигранти. Сузбиена е терористичка организација, нешто што не го спомна, а што е исклучително важно, особено во контекстот на глобалната политика во која што живее светот, па и Република Македонија денеска. Сузбиена е терористичка организација која била со основна на идеолошка матрица на терористичката организација ИСИС, со намера на изведување на терористички акти на јавни објекти во Република Македонија. И за некого очигледно тоа не е успех. Сузбиена е 12 члена криминална група
за кривични дела од областа на недозволена трговија со оружје и дрога. Во однос на безбедноста на државата се познава таа разлика за ова двегодишно владење, дека граѓаните се чувствуваат побезбедни и посигурни. Сузбиени се вкупно 16 организирани криминални групи. Јас ќе потсетам на познатите Бела ноца, бандите од Грчец и расчистувањата на убиствата. Ова не значи дека тие не постојат и ова не значи дека треба да има поттик Министерството за внатрешни работи и службите да работат на се уште да работат на ваквите разоткривања и лишување од слобода на бандите кои што ги има во Република Македонија, дали на овој начин или пак со криумчарење на дрога, продавање, дилери и така натаму, но фактите го говорат тоа. Заплената дрога од 40 тони на марихуана, а пак кокаин запленет ни пола од она што порано не било. И сега прашањето е, му пречи ли ова на некој што, еве, дрогата се расчистува со дрогата, се запленува дрогата и така натаму. Насилство, рации за точење на алкохол во малолетници, мислам сведоци сме сите дека има рации, речиси во секој град, за Сейф Сити да не зборуваме. Конечно се реализира после 10 години. 315 кривични дела, насилство преземени се постапки за против 623 лица, споредбено со минатите години, нема споредба, ги кажа и самиот министр. Сейф Сити се реализира после 10 години, 20 жртви помалку во споредба со минатата година и, како што кажавме, секој еден живот е важен. Опремување со возила, 120 возила купени после 10 години. После 26 години се отвара полициската академија, континуирано подмладување на кадрот во Министерството за внатрешни работи и нема сцени како што во минатото гледавме за вадење на пасоши. Во минатото гледавме сцени не само за вадење на пасоши, туку гледавме и дека сите белосветски апаши, криминалци, убици, некакви си конзули кои што соработуваа со некакви тајни служби против државата, им беше издаван пасош од Република Македонија. Сега и оние сцени кои што ги гледавме недостоинствени за еден државјанин на Република Македонија, сето тоа е регулирано. Колку и да изгледа сето ова апсурдно за една европска држава, да, така беше, но тие сцени сега повеќе ги нема. Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи ќе се прошири за дополнителни 10,5 хектари, каде што ќе се наоѓаат терените за тактичка обука и спорт, ново стрелиште и нов објект за средното полициско училиште. Во соработка со стратешки партнери, од буџетски финансиски средства и од донации се разбира, ќе се доизградат и останатите полициски станици, некаде чина, мислам дека околу 10 полициски станици се реновирани и обновени, така да во однос на наводните криминали кои што ги имаше во писмениот дел на интерпелацијата, јас само би кажала мој став со кој што не отстапувам и денеска, дека секој што сторил криминал мора да одговара, без разлика од која политичка провиниенција, без разлика од која етничка провиниенција, но би требало да не ги мешаме надлежностите на Министерството за внатрешни работи и надлежностите на јавното обвинителство и обвинителството за организиран криминал. Дали сме задоволни со процесуирањето на ваквите постапки, секако дека не сме и очекуваме многу повеќе. Благодарам.